Позициите јасно се исцртани. На една страна се СДСМ и урбаната мафија, кои се за бетонизација на Карпош и Скопје, на друга страна е ВМРО ДПМН со граѓаните. Планот на Богоев за градење на нова населба на падините на Водно над населбата Козе ќе значи уништување на ново зеленило и узурпација на планината во ерозивно подрачје во кое не е препорачлива градба. Таму има опасност од појавување на слечишта. Богоев не само што ги става во опасност можете инвеститори кои би изградиле свој дом таму, туку ги става во опасност и жителите на Козе кои исто така би биле погодени од евентуални слечишта на тој потек. Од тука, денеска поднесовме жалба до второстепената комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен, градоначалникот на Карпаш и Министерството за животна средина за поништување на одлуката за ДУП за градска четврт Ј04 со цел заштита на граѓаните, водно и животна средина. Во жалбата прецизно наведовме најмалку 11 недоследности, нелогичности и противречности со законските и подзаконски акти. Било која од нив е доволна причина и основа за поништување на одлуката. Прашањето е која причина е толку голема што токму сега и на овој начин СДСМ и Богоев решиле да го протуркаат овој урбанистички план. Изминати се 6 години и 3 месеци, период кој е премногу долг за да се продолжи со постапка со овој ДУП, имајќи предвид бројот на измени во Законот за животна средина, како експанзијата на градот во период од 6 години, зголемениот сообраќај, бројот на жители, загадувањето на воздухот и така натаму. Овој период од носење на одлуката до нејзиното објавување е спротивен и на членот 65 став 10 од Законот за животна средина и со тоа објавата на одлуката е незаконска. Стефан Богоев и СДСМ не добија мандат за бетонизирање на Карпош и Водно. Потребна е спроведување на ревизија на сите постоечки урбанистички планови во еден сеопфатен и целосно транспарентен процес во кој животната средина и интересите на граѓаните ќе бидат запазени и целосно заштитени. ВМРО ДПМН секогаш ќе биде на страната на граѓаните. Затоа ве повикувам да ни се придружите на протестот утре, 5 јуни во 12 часот на раскрсницата помеѓу улиците Братворска и улица Козле. Заедно да го изразиме нашиот револт од лажните и неисполнети ветувања на СДСМ и да побараме итно поништување на одлуката за овој урбанистички план. Ви благодарам.